Можеме, така? Добре. Почитувани представници на медиумите, пред почетокот на тематскиот дел на оваа пресконференција, дозволете ми најнапред да се представам. Јас сум Лазо Велковски, директор на Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи. Ова е моја прва пресконференција во ова својство, согласно принципите на транспарентност и отчетност. Сигурен сум дека во наредниот период ќе интензивираме соработката во интерес на јавноста и во интерес на граѓаните на Република Македонија. Сега би сакал да ги соопштам деталите во врска со вчерашната акција за која, впрочем, и ве повикавме денес. Министерството за внатрешни работи во соработка со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во текот на вчерашниот ден спроведе акција на неколку локации во државата, при што беа извршени претреси од домови и други простори. По наредба на судија на претходна постапка, кај лица осомничени за кривични дела, организирање на група и потикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење на мигранти, предвидено и казниво под член 418в, и криумчарење на мигранти, предвидено и казниво под член 418б од Кривичниот законник на Република Македонија. Во текот на 2016 година, од страна на Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, беше отворена криминалистичка обработка заради сузбивање на организирана криминална група која е дел од меѓународна криминална мрежа инволвирана во организирање криумчарење мигранти на територијата на Република Македонија. Организатори на оваа криминална група се лица од Блискиот Исток, претежно од Авганистан и Пакистан, кои подолг временски период престојуваат во регионот, односно Македонија, Србија и Република Грција. Истите овие лица, во координација со лица, мигранти и наши државјани, организираат криумчарење на илегални имигранти од Грција преку Македонија и Србија од западноевропските земји. Во вршење на криминалните активности, како криминални соработници се јавуваат македонски државјани, кои имаат улога на водичи, транспортери, сместувачи, извидница, логистика и слично. Заради ефикасно сузбивање на организираната криминална група и спречување на нивните криминални активности, од 2016 година, по наредба на јавното обвинителство, активно беа применувани последни истражни мерки. Вчера, односно на 10 јули 2017 година, Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во соработка со Оделот за специјални полициски операции при Министерството за внатрешни работи и други организацијски единици, како резултат на спроведената истрага, по добиени насвети од јавното обвинителство, започна со реализација на криминалистичката обработка со цел сузбивање на организирана криминална група инволвирана во извршување на криминални активности поврзани со криумчарење на мигранти. Во утринските часови на автопатот Велес Скопје од страна на полициските службеници беа преземени мерки и активности со цел супирање на патничко возило Мерцедес, за кој имавме сознание дека врши транспорт на илегални имигранти, со цел лишување од слобода на возачот, кој е дел од криминалната група и еден од организаторите. Од страна на полициските службеници, од Оделот за специјални полициски операции, беа преземени мерки за присилно запирање на возилото со поставување на блокади. Возилото управувано од страна на БК, движејќи се со голема брзина, ја пробило прво поставената блокада и продолжило со движењето. Со цел да биде сопрано возилото, поставени се и други полициски блокади, а во овој да ги избегне полициските патроли, возилото е скршило и рампата на наплатната станица во близина на езерото Младост во Велес, упатувајќи се кон Куманово. Во близина на рафинеријата Охта, односно на автопатот Скопје-Куманово, беше присилно сопрено возилото и возачот БК беше лишен од слобода, а во возилото беа пронајдени 12 мигранти, од кои 11 пакистанци и 1 египјанин, сите од машки пол. Истовремено, по претходно издадени наредби од судија на претходна постапка, беа преземени плански мерки и активности
за лишување од слобода на 13 лица, членови на криминалната група кои живеат или престојуваат на подрачјето на Куманово, Скопје и Гевгелија, за кои лица во текот на истрагата се обезбедени докази за нивна инволвираност во организирање, прифаќање, транспорт, сместување и префрлување преку државната граница на мигранти. Од страна на МВР, врз основа на судски наредби за претрес на дом и други простории, извршени се претреси на 13 локации, и тоа 5 на подрачјето на Куманово, 7 на подрачјето на Скопје и 1 на подрачјето на Гевгелија. За време на извршените претреси, лишени се од слобода АМ, НА, БА и АС од Куманово, потоа АК, БИ и Т од Скопје, исто така во близина на село Рачиново ослободен лишен и СН, заедно со лицата ЕН и РЈ, кои се превезувале во возилото Мерцедес. Во Гевгелија од слобода е лишен и Г. При извршените претреси обезбедени се повеќе предмети кои се користени во доказна постапка, 6 моторни возила, повеќе мобилни телефони, сим картички, парични средства во износ од 27.250 евра, еден пишол марка М57, рамка со 4 куршуми, нотес со податоци за лица и износи за парични средства. 14 мигранти кои беа откриени во возилото Мерцедес, потоа во куќа и во чаджилница во село Баксинце, се преземени од страна на граничната полиција и придадени во прифатниот центар за странци на МВР. Сакам да напоменам дека за време на водењето на криминалистичката обработка интензивно е соработувано со колегите од Србија и Унгарија, а воспоставени се контакти и со колеги од Грција за размена на податоци и сознанија поврзани со оваа меѓународна криминална група. Почитувани медиуми, ова е краток остав во однос на вчерашната акција. Поведете прашања во врска со вчерашната акција.